Клеопатра. Клеопатра е последната жена фараон на Египет од 51-та година пред новата ера до 30-та година пред новата ера. Клеопатра не е египетско, туку македонско име. Во првите 4 години владеела заедно со низиниот брат Птоломеј VIII. Таа сакала да ја консолидира и прошири својата империја, но не можела да ја постигне оваа цел против тогашната светска сила Рим. Затоа таа ги освоила двајцата најмоќни римјани во своето време, прво Гај Јулиј Цезар и по неговиот атентат Маркус Антониј, како љубовници и со нивна помош можела значително да ја подобри моќта на Птоломејската империја некое време. Поразот на Антони и идниот император Август го означил крајот на нивното владење. Клеопатра и Антони, според некои сознанија, извршиле самоубиство и Египет станал римска провинција наречена Египтус. Кралицата Клеопатра се смета за олицетворение на убавината и уметноста, но заведување и не само тоа, Клеопатра била премногу паметна и учена. Љубовната драма на Антони и Клеопатра, односот меѓу египетската кралица и Цезар и мистериозните околности на низината смрт ја разгоруваат фантазијата на луѓето уште од античко време и инспирираа бројни значајни писатели, композитори и сликари од 20 век и филмски продуценти. Главното книжевно дело на оваа тема е трагедијата на Антони и Клеопатра од Вилијам Шекспир. Потекло. Птоломеј VII, таткото на Клеопатра, има мермерна биста во Лувр, Париз. Незиниот татко Птоломеј VII починал 51-та година пред новата ера и потекнува од Клеопатра VII по прва линија на старомакедонското благородништво. Незиниот предок Птоломеј I бил офицер на Александар Македонски, година на раѓање 69-та година пред новата ера. Произлегува од изјавата на Плутарх дека таа починала на 39 години. Неговото најстаро дете било Береника, која владеела од 58 до 55 година пред новата ера. Владеела како Птоломејска кралица, потоа следеле Клеопатра и третата ќерка Арсиноја, четврта. Последните деца биле Клеопатра и Птоломеј VIII. Според тврдењето на Плутарх, Клеопатра, за разлика од претходните, го совладала египетскиот јазик. Во овој случај таа била со македонско и египетско потекло. Таа била нарекувана и жената од соништата во антиката. За Клеопатра од сите легенди околу животот на кралицата на Нил, приказната за низината прва средба со Јулиј Цезар е секако најубава. Не знаеме што точно го фасцинирало Цезар кај кралицата на Нил. Секако, таа е добро образована, знае аритметика, геометрија и реторика, се занимавала со астрономија и медицина, изборувала 10 јазици. Се вели дека напишала книги за медицина, козметика, алхемија и неколку други, за космосот и многу други работи. Клеопатра станува неприкосновен фараон. Клеопатра можеше само да чека и да ја види за време на војната смртта на низиниот брат и други моќни непријатели, како и низиниот однос со Цезар сега ја става во силна позиција. Диктаторот сакаше лично да ги обезбеди ресурсите на Египет со помош на ова пријателство преку сојузничкиот монарх и затоа не сакаше да ја претвори богатата земја во римска провинција, бидејќи се плашеше дека гувернерот ќе има идеална основа за можен бунт таму. Кога тоа беше неговото единствено владење, во никој случај не беше сигурен. Така Клеопатра останала кралица. Поради неговата непопуларност кај александриците, Цезар стационирал 3 легии во Египет, за да ги поддржат, но кои треба да ја проверат и нивната верност кон Рим. За да командува со овие окупаторски сили, тој назначил лојален, но невлијателен офицер по име Руфио, кој бил директно зависен од него. Во согласност со традицијата, Цезар го назначил најмладиот 12 годишен брат на Клеопатра, Птоломеј, за ко-регент. Сепак, целата моќ на владата почиваше исклучително на Клеопатра, која продолжи да го прикажува само низиниот портрет на монети и беше именувана пред низиниот брат во датирање со папируси. Арсиноја морал да го напушти Египет на триумфалниот марш на Цезар во 46-та година пред новата ера, а потоа му беше дозволено да оди во екзил во Ефес. Римската провинција, подредена на неа, пред војната кај Кипар, сега падна во рацете на Клеопатра. Според Светони и Апијан, Цезар ја одвел Клеопатра на задоволувачко патување по Нил до Јужен Египет, но неговата војска не сакала да го следи толку далеко. Мнозинството научници ја прифаќаат оваа
традиција и сметаат дека ја покажува политичката намера на Цезар подобро да ја запознае ново освоената земја, како и демонстрација на новата рамнотежа на силите на жителите на Горниот Египет. Раѓањето на Цезарион. Приказот на Клеопатра и Цезарион на задниот дел од храмот Хатор во Дендера. Клеопатра успеала да ја задржи својата позиција на моќ под протекторатот на Цезар. Набрзо по заминувањето на Цезар од Египет, според Стела, на 23 јуни 47 година пред новата ера, Клеопатра родила син кого го нарекла Птоломеј Кајзер. Докажувајќи го неговото потекло, таа веројатно ги оставила во темнина политичките тврдења. Со ова именување, но во секој случај јасно нагласила дека нејзиниот син има македонско потекло.